Поредот на нештата и планот на овој YouTube канал нарете детска книга од македонски автор. И многу беше лесно да се направи изборот, затоа што станува збор за evergreen во литературата. Тоа прво. Второ, не верувам дека ќе има детенце што нема да му се допадне. И трето, затоа што електира за дечињата кои што завршија прво оделение, а сега ќе видат од септември второ. И да им ја олесниме работата на мајките да не читаат толку многу. Иако препорачувам, се разбира, сите дечиња кои што сте прво оделение, да и знаете да читате, сами да си ја прочитате, а за останатите, тука е слушај книга, читам за вас. Зоки Поки од Оливера Николова, спремни сте? Кој е Зоки Поки и ако сакате да го запознаете, каде можете да го најдете? Зоки Поки не е разбойник, не е ни гусар, ни индијанец. Зоки Поки не е ни циркуски клован, ни фудбалер, ни седмоглаво чудовиште, ни волшебник, ни риба, а сепак има необично име. Тоа име му го стави една Лидија. Една Лидија што е голема до моево колено и што има очи како џамлии. Само не брзете, ќе ја запознаете и ќе ви здодее од неа. Па, кога Зоки Поки не е ништо од ова што рековме, тогаш што е? За да не ви исплашиме веднаш, ќе ви кажеме дека кога Зоки Поки се буди и се протега, прави кога се смее, хо-хо-хо-хо, кога плаче, олеле, а кога некому му се подбива, уа. Па тогаш, нели Зоки Поки е дете? Точно, без грешка. За да си го представите поубаво, ви го нацртавме. Но, што да ви правиме ако не верувате дека е токму ваков? Најпосле, кога некој некого не познава, може секако да си го замисли. Ке речете, така си е. Затоа, ако сакате да го запознаете Зоки Поки, први ќе ви препорачаме да ги прочитате приказниве за него, а ако и покрај тоа сакате да го сретнете, ќе морате да појдете од она што сте го дознале за него и да го барате. Каде ќе го најдете? Ако ви се стори литрец, барајте го меѓу итрите. Ако ви се сторил инаетчија, барајте го меѓу инаетчиите. Ако ви се сторил шегаџија, меѓу шегаџиите. Ако ви се сторил храбар, палавко или дружелюбив, меѓу храбрите, палавите или дружелюбивите. Барајте го и секако ќе го најдете. И запомнете, не морате да одите многу далеко, зашто можеби Зоки Поки ќе ви заприлега на некого од вас, па дури можеби и на вас самите. Во бањата. Кога е Зоки Поки во бањата, за тоа треба да знае сета зграда во која тој живее. И знаеам и како. Кога е Зоки Поки во бањата, по ходниците се слуша фр пљас, како некој кит да се преметкува во големото море. И викање: нејќам, како некого да го гонат да скокне од висок прозорец. Ој чуда! А замислете, тој седи во белата када, полна со сапуница, како разгален принц сред море, сладолед, и ги пее овие чудни звуци. Само што не смее да лизне. Ја, зашто да не смее? Па ако смее, нека лизне да ајде. Олеле, сигурно. Вие си играте со него, а тој си страда, ама сте никаквеци. Затоа тој убаво ќе ви покаже. Има да се знае, и тоа еднаш за секогаш. Кога Зоки се бања, тоест, кога мора да се бања, ќе се бања. Тоест, мора да се бања се околу него. И точка. Наредба си е наредба, мора да се почитува. Зашто инаку? Кога се бања Зоки Поки, мора да се бања и високиот бел ѕид околу кадата. И подот. И неговото сламено мече, кутрото.
и мачорот Фигаро, ќе го фатили, и сунгерот, и кој уште? И баба му се разбира. Таа ќе биде целата водена како да киснела на дошт. А што си мислевте вие? Наредба си е наредба и точка. Бидете среќни што и вас не ве закача. Нефатливиот Зоки Поки. Го бараат Зоки Поки во собата. Го нема. Го бараат Зоки Поки во спалната. Го нема. Го бараат Зоки во кујната и во шпајзот. Пак го нема. Го бараат Зоки по скалите, пред зградата, на балконот, на долниот кат во станот на неговата пријателка Лидија. А него го нема и го нема. Што ли стана со тоа дете? Сите викаат по Зоки Поки, а Зоки Поки од никаде не се јавува. Ах, какво дете! Но никој не го помислува она вистинското. Зашто, додека го бараат во кујната, Зоки се наоѓа во спалната. Кога тие ќе појдат во спалната, тој е во шпајзот. Кога ќе надзирнат во шпајзот, тој е на балконот. Кога ќе дојдат на балконот, тој е кај Лидија. Кога ќе дојдат кај Лидија, тој е веќе пред зградата. А кога ќе погледнат пред зградата, тој е пак горе. А дека викаат по него и дека тој не им одговара, тоа се разбира само затоа што тој не ги слуша, без сомнение. Кој е виновен што никому не му текнува да помисли дека е Зоки Поки нефатливо дете? Како брои Зоки Поки? Почна Зоки да учи да брои. Му покажаа кои се бројките до 10, тој ги повторуваше цел ден и сите помислија дека ги научи. Вечерта дојдаа гости и му донесоа на Зоки кеса карамели. А, рече бабата, не знаете вие, Зоки умее да брои до 10. Да видиме, извикаа гостите. Ако умее, тогаш нека ги изброи карамелите што му ги донесовме. О, тоа е најлесно, рече Зоки, веднаш. Една карамела, рече Зоки и оддели настрана една карамела. 2 карамели, 3 карамели. Браво, браво, рекоа гостите. 3 карамели, повтори Зоки, и таа што стана? Тој застана и не може да продолжи понатаму. Мајка му помага. 4, се сети храбро Зоки и бликна во радост. 4, знаев јас, 4. Ајде понатаму, го насрчуваа гостите. Зоки пак застана. Пе, одново го храбри мајка му, а тој зинал во неа за да ги погоди мислите. Пе, се праша, но одеднаш се сети. 5. Понатаму, викаа нестрпливо гостите. Но Зоки Поки почна да ја врти карамелата во рацете, да се вртка, да ја гледа мајка си, па сепак не можеше да си спомне која бројка доаѓа по 5. И неочекувано за сите тој си ја стави карамелата во уста. Ова не е за броење, рече, не чини. Па и оваа не чини, рече Зоки и за следната карамела. Пих, какви карамели сте ми донеле. Гостите го погледнаа и се насмевнаа. Зарем и другите карамели не се за броење и не чинат, го праша еден чичко. Чекајте првен да ги пробам. Не се збуни Зоки, а потоа ќе ви кажам дали се за броење. И една по една, Зоки почна да си ги става карамелите в уста. Најпосле, тој зачуден извика. О, па веќе нема карамели за броење. Не ке постоеше Зоки Поки, ако не постоеше оваа Лидија. Оваа Лидија, што е голема до моево колено и има очи како џамли. Не ке постоеше Зоки Поки, но ке постоеше едно дете со едно обично име, Зоран. Кога првпат се сретнаа, Лидија му рече: како те викаат? А тој рече: Зоран. Не, рече таа, ти си Зоки. Зошто Зоки? Скратено, така е поубаво. Ти си Зоки. Зоки Поки. Ако?
Ако се согласи тој малку збунето, но и зарадувано дека ќе има ново име. Рече гласно: Зоки Поки, добро. Гледаш дека ти се допаѓа? Тоа ти е име. Навистина, тоа беше име. И од тогаш, малечкиот Зоран, како да стана голема и важна личност, не дозволи никој повеќе да го вика со неговото старо име. А Лидија, што живееше на подолниот кат од неговата зграда, му стана најдобрата пријателка. Со што може да се купи сиот свет? Во една рака Зоки стега 2 парички, а со другата ја држи Лидија. Што сакаш да ти купам, Лида? Имам многу пари, вели тој. Се би направил за својата пријателка. Сакам панделка, вели Лидија. И црвена, и бела, и жолта, и зелена, и сина, и нема таква панделка, вели Зоки. Има? Нема. Јас знам повеќе од тебе. Ти ништо не знаеш, вели Лидија. А и не сакаш да ми купиш. Посакај друго, вели Зоки. Веднаш ќе ти купам. Сакам гума. И црвена, и жолта, и бела, и зелена. Нема ни таква гума. Има. Нема. Посакај друго. Сакам јајце, зелено и црвено, пак и зелено и црвено и сино. Нема. Друго. Сакам зелено, сино, бело, жолто, тоа сакам. Тоа не може да се купи, вели Зоки. Што сакаш ти всушност? Сакам се, вели Лидија. Се, зелено, сино, бело, жолто и веќе сака да плаче. Како се? Се што лета, се што оди, се што има, сиот свет. Да, вели Лидија. Сиот свет. Зелен, црвен, жолт, син. Зоки најпосле се досетува. Одат во една продавница. Зоки ги подава 2 парички и вели: Чичко, сакам да го купам сиот цвет за Лидија. Како? Прашува продавачот. Сиот цвет, жолт, син, зелен, црвен, вели Лидија. Ке плаче ако не го купам, објаснува Зоки. Добро, вели продавачот и им завиткува нешто во една хартија. Еве, децата излегуваат надвор. Во хартијата има 2 шарени бомбони. Лидија нималку не е изненадена. Веднаш го грабнува едното бомбонче и го става во уста. Другото го зема Зоки. Децата сега шлапкаат со устите, лижејќи ги бомбончињата. Најпосле Лидија вели: Леле Зоки, ама е сладок сиот цвет. Да го изгризам ли? Зошто е масата? Лидија оди в градинка, а Зоки Поки не оди, зашто има баба која може да го чува дома. На Зоки му е многу тажно без Лидија. Тој не знае како да си игра кога таа не е тука. Но еден ден, Лидија го одведе Зоки во својата градинка. Учителката зачудено го пречека новото дете, но Лидија ја објасни: Ова е Зоки, учителке, Зоки Поки. Ако да остане денеска кај нас? Ако ли да, нека ни биде гостин, се сложи учителката. Но кога влегува во големата соба со многу столчиња и масички, и кога сите деца седнаа на своето столче, се виде дека за Зоки нема празно место. Ах, Зоки, а каде да те ставиме сега тебе? Рече учителката. Сите се разврткаа и најпосле го седнаа Зоки врз една масичка. Таму тој остана се дотогаш додека учителката не го заврши раскажувањето на убавата приказна што ја имаше подготвено денес за децата. Потоа сите излегоа надвор, па почнаа да пеат и да играат, а кога одново требаше да седнат на своите малечки столчиња во собата, Зоки пак си седна врз својата масичка. Ова на Зоки многу му се допадна. Па кога попладнето дојдоа дома, уште него ни слече палтото, тој се поткачи на едно столче и чуп, седна врз масата. Зоки, што е тоа? Вели баба му. Слези, вели и Лидија.
но Зоки не слегува. Ама Зоки, чули што ти реков? Повторува баба му поостро. Чув, вели Зоки, но не слегувам. Сакам и овде да е градинка. Овде има столови, вели Лидија. Слези, Зоки Поки. Не ќам. Сакам да седам врз маса. Но Зоки, вели баба му, на масата се јаде, а врз стол се седи. А јас ке седам врз маса, а на стол ке јадам. Добро, вели баба му и замолчува, а кога Зоки посакува да јаде, чинијата со јадењето, таа му ја става на столот и си оди. Гледа Зоки, Лидија убаво си јаде, а тој мора да се наведнува од масата кон столот и не може ни залче да земе. Гладен е, не може да биде погладен, но и наетот не му дава да слезе од масата. И што да прави? Најлесно му е да заплаче. И Зоки почнува да плаче долго и оптегнато. Тогаш доаѓаат од работа татко му и мајка му. Што ти е, сине? Прашуваат загрижено и двајцата. Олеле! Плаче Зоки, сега уште погласно. Баба, не ми дава да слезам од масата, ме тера вака да јадам. Олеле. Заедно со Зоки Поки живее и еден Фигаро. Тој е можеби исто толку познат, колку што е познат и прочуениот Бербер од операта Севилскиот Бербер, но, за жал, овој Фигаро нема никаква врска со Бербер. Да знаеше барем малку да држи ножици и да подсечува ваму таму, тогаш косата на Зоки Поки сигурно секогаш ќе беше убаво подкастрена. Но можеби и за среќа. Зашто, леле, кој знае што ќе станеше во станот на Зоки Поки, ако овој Фигаро умееше да држи ножици. Еве ви да го видите. Големата авантура на Фигаро. Мачорот на Зоки е дебел и прилега на голема топка за плаша. Но иако сите го признаваат тоа, никој не умее да каже како тој го доби своето име, кој впрочем никако не подсетува на таква топка. Најпосле, зарем за еден мачор може името да биде толку важно? Тој е навистина познат и славен, а на славните им требаат убави имиња, но Фигаро беше од оние што не обрнуваа внимание на тоа. Тој само знаеше дека сака да си игра и да се задава. Да, рака на срце, многу сакаше да се задава. Например, многу сакаше да се обесува со ноктите на долгото и набрано здолниште на бабата. Или лулето на тато да го тркала под кревет, иако тој поради тоа многу се лути. Или да скока врз убавиот чадор на мама. Што се чудите? Еднаш така и стана, скокајќи од креденецот врз него, кога тој беше отворен да се исуши од дождот, Фигаро го расцепи свилениот чадор со своите ногти. Гледате ли? А пак што се прави со Зоки, тоа не може да се раскаже. Умот ќе ви застане. Сакајте да си ја стави извалканата шепа врз секој негов најнов црташ, за да изгледа како печат. Сака да лизне од секоја чаша млеко што Зоки треба да ја испие. Но кој му дава? Сака да ја завлече главата во чевелот на Зоки и така, како збудален да јури низ станот. И што уште не. Но, по се изгледа, најмногу сака да си игра со Муви. Штом ќе види Мува, заборава на себе. Скока по неа и врз креденецот, и врз запалената печка, па дури за една Мува може да се најде обесен на лустерот. Како го прави тоа? Никој не знае. Неговите скокови се вистинско чудо. Па, бидејќи сите зборуваат за него, го фалат, ги опишуваат неговите збеснувања, го караат и го клоцаат, викаат по него, па само се слуша неговото име, славата на Фигаро секој ден расте.
Веќе секое дете од улицата знае за него. Но не може да се рече дека сите толку го сакаат колку што зборуваат за него. На славните им се восхитуваме, но дали ги сакаме? Друга работа е. А завчера по улицата се пренесоа гласови. Фигаро, пш, пш, кутриот Фигаро. Пш, пш, замислете, Фигаро. Некој го сожалуваше, некој му се подсмеваше, така ти е секогаш. А еве што се случи. Низ прозорецот во собата влегла една оса. Дзунеше гласно и предизвикуваше. Фигаро ги наостри ушите и фр по неа. Таа на прозорецот, тој врз завесата. Таа на таванот, тој врз креденецот. Таа на креветот, а тој под креветот. Потоа таа кај вратата, а тој над масата и ги исклештил забите. Одеднаш осата долета право пред неговите нозе, а збунетиот Фигаро, пап, ја поклопи со муцинката. Одеднаш осата долета право пред неговите нозе, а збунетиот Фигаро, пап, ја поклопи со муцунката. Што стана потоа? Фигаро мјаукна и се пикна под креветот, а осата остана неподвижна на своето место. Но повеќе го немаше Фигаро да излезе. Под креветот остана цел ден и молбите на Зоки не ги послуша. А кога доцна вечерта, со тажно мјаукање, ја подаде главата, сите подзинаа. Ова ли е Фигаро? Очите му беа речиси затворени, а носот како домат. Само опашката мрда помирливо и потоа се познава дека гордиот Фигаро бара милост. Бабата го зеде в скут и почна да му става студени облози врз каснатото место. И како што се вели за некого дека откако ќе се попари од млеко, дува и на матеница, така по оваа случка и Фигаро почна да бега дури и од мувите. А тоа беше нешто што не смееше да му се случи на еден славен мачар. А кога оваа вест се пренесе по улицата со шепотење, славата на Фигаро почна да потемнува. Пш, пш, чувте ли што му се случило на Фигаро?